Почитувани медиуми, добар ден на денешната пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција ќе бидат резултатите од спроведениот мониторинг на протокот на камионите низ граничните премини Табановци и Ќафасан, и за таа цел на почеток ќе дадам збор на оперативниот директор на Стопанската комора на Македонија, магистар Анета Трајковска. Почитувани медиуми, да ви се заблагодарам за денешното присуство. Се надевам дека резултатите кои што ќе ги презентираме на денешната пресконференција ќе ви привлечат внимание. Од причина што Стопанската комора на Македонија до овие резултати дојде од спроведеното истражување на терен на самите гранични премини, со користејќи ги расположливите ресурси на нашата институција. Сведоци сме дека на секојдневните јавни трибини, конференции, дебати, често пати се говори за потребата за зголемување на продуктивноста, потребата за зголемување на економичноста на реалниот сектор, но позачестени се повеќе дискусиите кои што говорат за потребата за зголемување на конкурентноста на македонската економија, односно зголемување на конкурентноста на македонските производи кои што излегуваат надвор како извоз од нашата држава. Сите знаеме дека значителен дел во цената на чинење на одреден производ кој што излегува од територијата на нашата држава, значително учество зазимаат транспортните трошоци, а во делот на формирањето на транспортните трошоци, во тоа учество секако најголем процент учествуваат трошоците кои што се направени од страна на реалниот сектор, чекајќи по граничните премини и транспортот кој што се врши со товарните возила за да стоката излезе надвор од територијата или стигне до соодветната дестинација. Како еден поттик на нови мониторинг беше во предходната година спроведениот мониторинг од страна на Светската банка, каде што излегоа со податоци кои што говорат дека 80% од времето кој што го губат товарните возила е времето поминато чекајќи на граничните премини, а 20% е само времето кое што го поминуваат движејќи се по автопатите. Исто така и податокот кој што говори дека 1% од извозот, односно доведува ова чекање на граничните премини, доведува до намалување на вредноста на извозот за 1% од државите, посебно државите кои што се на Балканскиот полуостров, а доколку станува збор за извоз на земјоделски производи, ова процентно намалување на вредноста на извозот може да изнесува и до 7%. Така да во продолжение би ги презентирале резултатите што ги направивме од спроведениот мониторинг на граничните премини Ќафасан и Табановце. Мониторингот се спроведе во понеделникот, 15 април 2019 година. Најпрвин да отпочнеме со граничниот премин Ќафасан, каде што екипите кои што беа на тој граничен премин на страната на излезот на товарните возила од Република Македонија во периодот на мониторирање од 10 часот до 20 часот истиот ден беа евидентирани вкупно 67 товарни возила кои што излегле на тој граничен премин. 43% или 29 товарни возила се возила кои што извршиле извоз или од нашата држава, 51% или 34 возила излегле од граничниот премин како празни, а 6% или само 4 возила беа евидентирани како возила кои што транзитирале низ нашата држава. Просечното време евидентирано за спроведување и на царинските формалности и сите формалности пред пунктот на МВР, проверка пасошка и документацијата на возилата, евидентирано на овој граничен премин при излез на товарните возила е 13 минути, а царинската контрола и контролата од страна на МВР не траеше подолго од 2 минути на секој контролен пункт.
На граничниот премин Кјафасан, на страната на влез на товарните возила, евидентирани се 147 товарни возила. Најголем дел, или 65% од влезените возила товарни во државата, или 95 возила, се евидентирани како возила со кои што се врши увоз во нашата држава, а 30% или 45 товарни возила се евидентирани како возила кои што влегле во државата празни, и 5% или само 7 товарни возила се евидентирани како возила кои што ќе вршат транзит низ нашата држава. Просечното евидентирано време за спроведување на сите царински и постапките пред органите на Министерството на внатрешни работи на нашата страна на граничниот премин беше евидентирано како 23 минути, а по окажувањата на транспортерите просечното време кое што било потребно за да се завршат сите овие формалности на другата страна од границата, значи до Република Албанија, беше евидентирано како 40 минути. Онаа стока која што најчесто се транспортираше за време на мониторингот беше цемент и руда. На граничниот премин Табановце мониторингот траеше од 10 часот до 24 часот на двете страни на границата, значи и при излез и при влез. При излезот на товарните возила од државата евидентирани се или регистрирани вкупно 380 товарни возила, каде што 51% или 193 возила товарни се евидентирани како возила кои што вршат извоз од државата, 34% или 130 возила се возила кои што излегле празни од државата и 15% или 57 возила се регистрирани евидентирани како возила кои што транзитирале низ нашата држава. Најдолго регистрирано време на чекање во колона на овој граничен премин при излез од државата беше 15 минути. Релативно во периодот на мониторирање, поголем дел од денот немаше чекање на граничниот премин. Царинската контрола и контролата од страна на МВР при излез од државата не траеше подолго од 2 минути. При спроведување на мониторингот кај извозот, значи кај овие 193 возила кои што излегле од државата, 135 товарни возила превезувале стока како збирна стока, метални, железни цевки, пластични производи, автокатализатори и слично. 41 камион или 41 товарно возило превезуваше земјоделски производи, а 17 камиони беа евидентирани како камиони кои што извезувале текстилни производи од државата. А кај транзитот или оние 57 товарни возила, значителен дел во учеството зазима земјоделските производи кои што транзитира низ нашата држава со потекло на стоката од Турција, Грција и Албанија, беше наменета за извоз во Србија, Хрватска, Шпанија, дури Чешка и Русија. На истиот граничен премин при влезот на транспортните возила во истиот период од 10 до 24 часот беа евидентирани 231 товарно возило, 98 возила или 43% се возила кои што извршиле увоз на во територијата на нашата држава, 17% или 40 товарни возила беа регистрирани дека влегуваат празни, а транзит извршија 40% од вкупно влезените возила или 93 возила беа евидентирани дека вршат транзит низ нашата држава. Просечното време на чекање на пултот на МВР, значи тој бе првиот при влез во државата, не траеше подолго од 2 минути. Значи имаше и пократко и подолго, но не траеше подолго од 2 минути, но меѓутоа просечното време на чекање за спроведување и завршување на сите царински формалности зависи од видот на постапката која што се применува при увозот или транзитот. Доколку станува збор за транзитната постапка, за транзитирање низ камиони на овие товарни возила низ Републиката, просечното време на чекање изнесува 40 минути,
Доколку станува збор за транзит за царинење во внатрешноста на државата, значи транзитна постапка со царинање во внатрешноста, овие формалности на тој граничен премин се завршуваат за 60 минути просечно време. Но меѓутоа доколку се царини во царинскиот терминал, значи доколку се одлучат транспортерите да извршат царинење на стоката која што увезуваат во царинскиот терминал, времето зависи од видот на стоката и дали се таа подлежи на фитосанитарна или ветеринарна контрола. Односно, доколку стоката не подлежи на овие две контроли, просечното време на спроведување на овие царински формалности трае 1 час, а доколку подлежи на фитосанитарна контрола е 3 часа, а доколку е па на ветеринарна контрола, таа стока подлежна, времето често пати знаат да биде подолго и од 1 ден поминат на граничниот премин. Како главни заклучоци од овој мониторинг, може да кажеме дека на иницијатива уште многу пред неколку години на Стопанската комора на Македонија, на граничниот премин Табановце беше инициирано формирање на овозможување втора лента за транзит или движење на стоката при излез од државата, така наречена зелена лента, така да при излезот од државата се користат две ленти, една стандардна и една така наречена зелена лента, каде што се движат камионите кои што треба да напуштат државата или да извршат извоз на земјоделски производи, значи оние со приоритет, кои што излегуваат празни или вршат транзит низ државата. Така да таа постапка тука при излез на нашиот граничен премин, на нашата страна е релативно брза, но меѓутоа кога камионите ќе се упатат или товарните возила ќе се упатат на другата страна, на страната на Република Србија, таму веќе тие возила се усмеруваат во една лента и покрај рационализацијата на времето и процедурите од оваа страна, таму доаѓа да речеме до едно тесно грло, каде што доаѓа до зголемено чекање на овие товарни возила на овој граничен премин. А дополнително таа постапка се усложнува што веќе последниот месец од страна на Република Србија и при влез и при излез во државата се поставуваат уреди за следење на сите товарни возила кои што влегуваат или ја напуштаат Република Србија. Така да и тој процес доведува до зголемување на времето на чекање на граничните премини. Исто така е, како еден од заклучоците, е произлезен дека најголемиот дел што се чека на граничните премини од страна на спроведување на овие царински формалности отпаѓа на завршување на процедурите за фитосанитарна и ветеринарна контрола. Од страна на нашата држава, овие контроли на граничните премини на кои што се вршеше мониторинг функционираат и работат од 7 до 19 секој ден по неделата, но меѓутоа од другата страна, согласно кажувањата на превозниците, во Република Србија, на пример, овие контроли не работат во деновите за викенд. Согласно овие резултати кои што дојдовме при спроведувањето на мониторингот на овие два гранични премини, а во насока на подигање на конкурентноста на овие економии од Западниот Балкан или економиите кои што не се членки на Балканот на Европската Унија, дојдовме до констатација дека мора самите да се погрижиме и да ги превземеме неопходните мерки и чекори за да создадеме што поконкурентни производи преку кратењето на времето на чекање на граничните премини. Така да согласно резултатите добиени од ова истражување произлезе неопходната потреба да се направи и дополнителна компаративна анализа на сите земји членки на Коморскиот инвестицијски форум, а тоа се земјите од како што е Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Така да дојдеме до едни податоци да и увид на целокупното време на губење на стоката во што се наоѓа на овие гранични премини и да дојдеме до една констатација да
покрај тоа што бизнисот ги превзема сите неопходни мерки во делот на рационализација на своите процеси на производство, да се создадат енергетски, да се создадат економски рентабилни процеси и конкурентни производи, неминовно е потребата да се вклучат државите од овој регион, да го подпомогнат овој процес, да го олеснат транзитот и да го скратат времето доколку сакаме овие економии од овој регион да создадат конкурентни производи кои што ќе бидат наменети за странските пазари. Исто така и мајки го спред сето ова, сакаме да упатиме апел пред се на поитно превземање и интензивирање на веќе отпочнатите активности на надлежните државни институции за потпишување на билатералните договори со институциите од соседните држави Република Србија и Албанија за отпочнување на процесот на заеднички гранични контроли на овие два гранични премина, а имајќи ги предвид дека следи период на годишни одмори и зголемени гужви на овие гранични премини, како последен датум на кој што би можело да се отпочнат овие заеднички контроли, го посочуваме 1 октомври оваа година. Јас повеќе не би должела, единствено што би сакала да додадам е тоа што согласно увидот и разговорите кои што се били и предходеле, знаеме дека имаме капацитети тоа да го направиме, институционални, капацитети кадровски, технички, дури и просторни, за да се тоа во една примена од 1 октомври.